Македонија наместо да спречи ке треба да лечи. Новите кандидати за суди и јавни обвинители нема да минуваат низ филтерот на антикорупцијската комисија, бидејќи тие немале надлежност за тоа. Првата антикорупционерка вели сега преостанува само судскиот и советот на јавни обвинители да вршат силна контрола врз распоредувањето и ревизијата на нивната работа, за да се намали влијанието, што би било многу тешко. Значи не може да ги истражува сега тие случаи антикорупцијска, затоа што тоа е затворен систем. Тие полагале тестови креирани преку компјутер, така што тоа е веќе поминато, ништо не можеме веќе тука ние да постапуваме. Прашањето е што се случило тогаш, како се провалил тестот, пошто нели има такви се слушнавме такви гласини кои што не беа демантирани по тоа, така што оставаат простор да веруваме. Толку тоа. Дека институциите работат само под притисок од медиумите и осуда од граѓаните потврдуваат и од Институтот за демократија. За нормално функционирање велат треба да се создаде внатрешен отпор од политичкото влијание, што реално е тешко за спроведување. Под одреден притисок и под засилена внатрешна контрола може да се развијат внатрешни механизми кои што ќе спречат судир на интерес и отстранување на блиски лица во истраги за политичари. И стручната јавност е загрижена, бидејќи ова не е прва епизода од серијата во која на високи функции или раководни позиции се поставуваат луѓе кои се роднини или пак блиски до политичарите. Уште поголем проблем е тоа што никој од властите не се оградува од селективноста, а уште помалку размислува за својот интегритет. Од последната листа на положени кандидати на Академијата за суди и јавни обвинители, 18% се синови, ќерки, снаи, сопруги на актуелни функционери. Пред речиси 3 години исто така имаше наплив на роднински кадри во државните институции. Тогаш за 18-мина антикорупцијска отвори истрага меѓу кои беа сестрата на Бектеши, ќерката на Џафери, синот на Фрчковски, мајката на Костадинов, синот на Мисовски.